Одличен впечаток и тоа е борач кој многу ветува. Не треба да биде разочаран по овој пораз. Напротив, тој треба да значи нов стимул за него. Ова е Гаджи Рашидов, 68 килограми. Ке се бори со Трајче Димков, Македонија. Димков моментно е на отслужување на воениот рок во армијата на Македонија. Да видиме дали е во она форма репрезентативна како пред неколку месеци. Противникот е многу силен. Рашидов е борач со меѓународна репутација. Втор беше минатата година на светската ранглиста, но за борачи до 62 килограми сега настапува во една категорија погоре. Инаку во оваа категорија најуспешен борач во минативе 3-4 сезони беше Фадзаев. Гаджи Рашидов беше втор на Европското првенство во Штутгарт минатата година. И тој доаѓа од Махачкала, од каде што е и Багаудин Умаканов, кога го гледавте во на убава борба со Тони Танчен. Рашидов е голем тактичар, Димков цврст, физички јак, но не знаеме во моментов како стои со кондицијата. Тој е стандарден наш репрезентативен за последниве 3-4 години. Настапуваше на европските првенства, на светските првенства. Рашидов на истекот на втората минута води со 1:0. Води внимателна борба, борба без ризик. Но голем мајстор е тој на душекот и може се да се случи. Може би ова смирување на борбата не оди на добро за Димков. Тој знае да изведе брза акција и да го тушира противникот. Димков веројатно тоа го знае и затоа треба да се чува. Прекината е акцијата, почнува да тече четвртата минута од борбата. Нема промена на резултатот. Мирна борба водат Димков и Рашидов. Тренери на нашата репрезентација во оваа средба се прославениот ас на нашето борење Шабан Сеиди и еден од пионерите на македонското борење Бојан Рангелов. Сеиди настапуваше токму во оваа категорија кога ги постигна првите резултати, кога стана медитерански првак, европски првак, беше два пати.
a настапи на светското првенство во Скопје пред 11 години токму во оваа категорија и за противник го имаше Апсаидов, а тогашниот Советски сојуз. Мечот заврши нерешено 1:1, но Апсаидов прв освои бот, па тогаш така беше оној борач што прв освојуваше бот во мечот. Ако мечот завршеше нерешено, победуваше и така се и го загуби светското злато и се задоволи со среброто, што секако е успех за почит. Ова беше негова категорија. Уште 30 секунди до крајот од мечот. Димков прави обид, но се излече ваму во неутралната зона Гаджи Рашидов. Секуловски за оваа акција сепак се одлучува да му додели бот и има израмнување. И овде после изгледа ќе гледаме продолжение. 1:1. Неочекувано мирна борба води Гаджи Рашидов. Крај на борбата 1:1 и сега ќе уследи продолжение веднаш до оној момент додека еден од борачите не освои бот, слично како во претходната борба. Во претходната Беким Мустафа загуби во продолжението од Артур Федоров. Сега шанса за рускиот репрезентативец. Доаѓа зад нашиот борач и ова е крај на борбата. Освојува бот и губи слично како Мустафа пред малку. 1:2 во регуларно време 1:1, но мора да кажеме дека војникот Трајче Димков одлично се избори, му даде силен отпор, дури можеше да победи во мечот со Гаджи Рашидов, кој, да повторам уште еднаш, беше втор минатата година на Европското првенство во Штутгарт. Водство на Русија против